чест и задоволство ми е што денес се случува петиот поред Ден на денарот, кој што се организира од страна на Економскиот факултет, катедра за финансии. И задоволство ми е што оваа институција го означува Денот на денарот како еден од побитните настани во современата македонска историја, како монетарно самостојување, кое што заедно со сите други национални обележја во нашата држава е значајно и битно по современата историја. По повод Денот на денарот и во ова прилика би сакал да потенцирам дека стабилноста на националната валута е директен резултат на стабилните политики кои што ги води државата и оваа влада, претходните влади и секако Народната банка на Република Македонија. Согласно податоците од март 2026 година, годишниот раст е забележен годишен раст од 16,3% кај депозитите во денари од страна на граѓаните и од 13,3% зголемување на депозитите во денари од страна на корпоративниот сектор. Она што како Министерство за финансии сме длабоко посветени е во намалување на сивата економија, во квалитетно управување со јавните финансии и одржување на финансиската стабилност. И оваа прилика ја користам да кажам дека сме доста успешна фаза со тест имплементацијата на електронската фактура, која што во голем дел ќе ја намали сивата економија. Понатаму, голем дел од процесите во царинската управа се дигитализираат и со поддршка на владата и со поддршка на странски донатори. И она што највеќе со работиме е на интероперативноста помеѓу институциите, Министерството за финансии, Управата за јавни приходи, Царинската управа и она што го имаме како добра соработка и тоа мора да се случува со Народната банка, односно со централната власт. Со намалувањето на сивата економија, секој оној денар кој што оттаму ќе го префрлиме во формалната економија, тоа ќе значи денар плюс за финансирање на јавните, на капиталните, инфраструктурните проекти ширум Републиката, инвестиции во здравството, во образованието и науката, како инвестиции од одбраната, внатрешните работи и така натаму. Јас овде сум повикан како еден од се уште живите членови на 5-члената комисија која што го реализираше овај проект за воведување на македонскиот денар, а која сочинува тогашниот премиер Клюсев, тогашниот министер за финансии Тошевски, гувернерот Станоевски и професор Оксенте Богоев и мојата маленкост како луѓе од науката за спроведување. Тоа беа турбулентни времења кога живееме во голема хиперинфлација, а тогаш дневно растеше инфлацијата, имаше пораст на цените, како денес тоа е на годишно ниво. Сега се возбудуваме ние кога од 4 на 5% ќе се дигне инфлацијата на годишно ниво, а тоа дневно се обезвреднуваше валутата и тогаш ја имам во еден труд напишано дека најважни личности беа уличните дилери, бидејќи секој кој што ќе примеше платата веднаш трчаше од уличните дилери да ги заменува парите во странска валута, тогаш во германски марки најповеќе. Имавме храброст, имавме знаење да направиме проект кој што е успешен и да имаме стабилна валута денес и да имаме пари кои што се сметаат од нумизматичарите како најубави или меѓу најубавите пари во светот по дизајнот и по ликот. Голема чест и задоволство е навистина се биде денес овде на Економскиот факултет во Штип, на одбележувањето на еден многу значаен настан, тоа е воведувањето на македонскиот денар, односно прогласувањето на монетарната самостојност на Република Македонија, сега веќе назад во далечната 92 година. Ова е еден од најзначајните датуми за современата македонска држава во однос на економското самостојување, кога оваа држава избра покрај во политичкиот дел
и во економскиот дел самостојно, независно да се движи напред. Секако дека првите години, кога ќе се подсетиме наназад, не беа лесни со висока инфлација, се уште слаби институции, неразвиен финансиски систем, меѓутоа некаде до 95-та година работите се стабилизира и во 95-та година беше донесена монетарната стратегија на де-факто фиксен девизен курс на денарот, прво во однос на германската марка, а подосна и во однос на еврото. И она што и оваа монетарна стратегија е се уште актуелна и денес, преживеа повеќе од 3 децении и со оваа монетарна стратегија македонскиот денар ги помина сите тестови на екстерни шокови, кризи, внатрешни, надворешни, и беше централниот дел на она што е макроекономска стабилност на нашата држава. Како ретко за кое друго прашање, оваа монетарна стратегија има консензус помеѓу сите досегашни влади, гувернери, економската, политичката јавност, и до ден денес останува актуелно. Заедно со тоа го градевме и банкарскиот сектор и финансискиот систем во целина, и она што го имаме денес како доверба во денарот и доверба во банкарскиот систем е нешто што ни дава цврсти основи за да можеме да се фокусираме на она иднина која што доаѓа и на која што треба да бидеме отворени за да економијата и општеството одат напред. Нека е честит овој ден, да го славиме уште многу години и да ни послужи како паметница за тоа дека знаеме, можеме и умееме и треба да знаеме да си ја вратиме и самопочита и самодовербата за да можеме да одиме напред и да чекориме и како економија и како општество.